Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Сончев ден во главниот град на Македонија, Скопје, полека се прилагодува на жешките летни температури. Синоќа, иако нели беше ног и немаше сонце, сепак беше навистина спарно и жешко. Во Скопје животот станува се потежок. Тоа значи дека доаѓа лето, полека сите се припремаат за годишните одмори кои не знаеме дали воопшто ќе можеме да ги имаме годинава со оглед на се поголемата сиромаштија поради инфлацијата. Политичката сцена повторно се разгорува и повторно причина за тоа е ДУИ. ДУИ организира 20 годишен роден ден по повод 20 годишнината нормално од формирањето на партијата, која претходно беше... Што беше претходно? Претходно беше... Се додиме по Робертсон или како додиме? Додиме по Робертсон беа група разбойници. Да, кој што го нарушија мирот во Македонија, со кој што требаше да се справи. Според нив самите беше ослободителна организација која што според комуникето број 4 се залагаше за ослободување на сите албански земји од славјанскиот окупатор. Славјанскиот окупатор? Да. И таа традиција до ден денес се живее. Бевме подсетени дека живее помеѓу првиот и вториот круг на локалните избори со оние веќе фамозни изјави на Артан Гроби дека Кичево е воен плен од 2001 година и на Али Ахмети дека македонци не може да бират градоначалник на Гостивар. Тоа вака беа... Лидерите на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, на Алијанса на албанците, Зиедин Села и на движењето Беса, Билок Хасами, изјавија дека нема да одат на роден денот на ДУИ. Сметаме дека не е време за славење во време кога се соочуваме со кризи. Освен тоа, зборуваме за коруптивното владење на СДСМ и ДУИ, што има тука да се слави. Изјави Димче Арсовски, портпарол на ВМРО ДПМН. Во исто време, овој настан ќе се одржи на 3 и 4 јуни, значи утре и задутре, во Скопје на плоштадот Скендербек и во Тетово на плоштадот Илирија. Инаку Левица, политичката партија Левица не била воопшто поканета на прославата на ДУИ, што за мене е многу нејасно, затоа што се работи за две марксистичко-ленинистички партии. Не, се работи... Не, јас не сум како тебе... Не е работава за смеење, иако ти се извинам, од сериозни работи наоѓаш причини за мајтап. Ова е чист мај. Да. Не, меѓутоа ќе кажам една работа. Прво за непристојност, знаеш. Целиот свој политички развој партијата Левица го води низ политичкиот систем на Македонија, низ правниот систем како една демократска партија регистрирана во Македонија и целокупното нејзино делување е не само што е законски, туку ги следи оние демократски форми за делување, во смисол гостување на медиуми, организирање состаноци, организирање митинзи и така натаму. И така е до ден денес и така ќе се продолжува. Кампањи на социјалните мрежи. Покажаа дека се... Вака ќе изјават дека некого ќе стрелаат, па ќе меѓутоа што видовме? Видовме секогаш кога имаат можност да остават трага и да влезат во институциите, тоа го прават
на еден прагматичен начин. Не се на власт, ама малку се на власт. Без разлика. Без разлика. Еве, на пример, видовме кога беше направен обидот да биде струшена коалицијата СДСМ и ДУИ, Да, тие најпрагматично застанаа за таа иницијатива на опозицијата. Да. Гледаме сега дека во градот Скопје и во неколку други општини тие ја обнашаат власта. Добро. Не, сакам да ти кажам дека станува збор за демократска партија градена низ Но демократски сепак принципи. партија во која ќе се согласиме сите, мислам дека и тие ќе се согласат. Што? Партија во која постојат екстремни и радикални елементи. Ја па не се согласам со тоа. Говор кој говор кој поттикнува. Ја не знам како ти го цениш ова. За мене Насилство. екстремни и радикални елементи се елементи кои што Исти се као ДУИ. Јас со ДУИ, кога кренале пушка, не како исти. Освен што Ми извини. не кренеле пушка и не се дел од па власта да крадат. толку. Па не е Толку, така извини. толку се. Они Дали кренеле пушка? Зборува пасиев за убивање, за стрелање. Има разлика. Дали кога биле во можност убивале и стрелале? Не биле уште на власт. Кога ќе бидат на власт може Ама ќе дали убивале и стрелале? Да. Значи самиот проблем. Чекај, како се градил тој човек? Самиот проблем Не, што е ај во се, една не. цивилизирана држава имаш политичка партија која збори за убивање и за стрелање е сериозен проблем за општеството. Имаш партија која што убивала и стрелала пред да биде партија. Добро. Тоа И што сега е? уште еден случај сакаме некој пак да убива да и да Не, стрела. јас себе ти- поради јас ти тоа што не тврдам. сакаме, Да. би требало да Значи- поддржуваме цивилни варијанти Значи, во нашето јас не општество. согласам со тебе тука. Јас не гледам ништо не цивилно кај Левица. И ништо не граѓанско. Јас кога ќе прочитам како некој вика и вас ќе ве стрелам и овој ќе го стрелам и оној ќе го стреламе, мене навистина почнуваат да ми зовриваат Чека, а не ти зоврива цревата и крвта кога некоја партија става стотици луѓе во затвори заради 27 април? Ми Политички заврева. тоа не е, Заврева. кажи ми, тоа не е неграѓанско однесување. Јас тоа 100 пати сум го говорил дека е неграѓанско. Па тоа е неграѓанско однесување. Па сега не Тоа може е да имаме недемократско. двојни аршини. Па, Значи, не, ако ја го ценам поделата, Љупчо. поделата уште не дошле на власт. А еве овие што левица. дојде на Они власт? се малкутска така на власт. А овие што дојде на власт? Кој? А еве го СДСМ. Добро, што Нели гледам дека прогресивна, убиваат. ваква, таква, она. А во затвор бе ставија луѓе, бе, Љупчо. Добро, во затвор има. Заради луѓе. политички причини. Па не се сега баш. и Тебе политички. зошто те гонат? Ради политички причини. Еве сега. Ама не ме убиле, еве, слободен сум, здрав, жив, најаден. А кого Левица убила? Па не знаеме, може ќе убијат некој. Е, Од ајде, СДС не ајде повикале да ме сега, убијат ајде мене. сега, Од ајде Левица сега. повикале да се убијат многу граѓани на Македонија, јавно на социјалните мрежи, тоа нивниот партиски лидер, не било кој, така што. Јас сум малку загрижен. Јас воопшто не сум Во однос загрижен. затоа што не и Да. меѓу другото и затоа што сметам дека екстремите, па и екстремната левица и екстремната десница се своевиден нус продукт во сметам дека во општеството. дека не сакам да им влегувам во реториката на СДСМ и на ДУИ околу Левица, дека тие се екстремистичка партија. Не се. Тие се демократска партија која се гради низ демократски амбиент и не само тоа, како што гледаш, еве, и во Скопје и низ општините нема никакви екстремистички забегувања. Шо има екстремистичко во мерката, наместо 4000, 7000 субвенција да биде за точак. Каде е екстремизмот тука, Липчо? Немој да ни се лижете, сите ќе ве стреламе, ова е статус. Не, еве те прашувам. Еве, 17 еве го, јули предлогот, 20 година. Еве, предлогот наместо 4000, 7000 да се даваат субвенции по точак. Каде е тука екстремизмот? За точакот ли? Каде е екстремизмот Абе, се тука? добро, тоа е една политика и Сталин им дал огромно овакво, па стрелал луѓе, сега не може да кажеш кај е тука екстремизмот во тоа. Еве Сталин го победи Хитлер, Па така? еве тој што стрелал луѓе, слави 20 години роден ден. Па добро, у меѓу Така? време станал Нема меѓу време се, како тоа? демократизирал. Сега го има Артан Груби, не се више команданти. Не, нема везе, дуе из профил као Не е Левица. профил, не. Има разлика. Да, дуе само пракса го прави тоа Левица. Не. сака да го прави. Значи, како е формирано тоа прво, целото тоа Како друштво? герилска екипа. А ова како е формирано? Како Сдружение на левичари кој е станало партија. И што правеле? Собирале оружје и пушки или читале Па книги? за среќа не собирале уште оружје и пушки. Ема не за среќа ги 10 години, до сега ќе видевме некоја пушка бе. Па може ќе видиме. Се повикуваат дека ќе убивале. Липчо,
Ама не може некој да оправдуваш како ми убива. Еве. Па не убил никого. Ама се заканува со стрелање. Не може тоа да биде нормално и прифатливо во едно општество. Не, еве, јас ќе остреламе овој ни се лижи и него ќе остреламе. Тоа не е нормално однесување на една политичка партија што сака да биде сериозно у 21 век. Тоа наликува на некои други времиња, наликува на Али Ахмети. Да, се согласувам. Ако сака Апасиев да биде Али Ахмети и ако сакаме сега пак да имаме ваков проблем во наредните години, окей. Но ако сакаме да имаме една цивилизирана политика во која ќе има политички дебати за иднината на Македонија, а нема да се бавиме со екстремизми, Добро, во собрание го гледаш настапот на таа партија? Во Совет на град Скопје? Каде види екстремизам? Не гледам во Совет на град Скопје екстремизам. Во собрание во каде? собрание исто така не гледам екстремизам, но Еве законов за уставен суд што го предлагаат. значи не гледам, антиуставен? не пак ќе кажам не гледам, но треба да се приберат ако сакаат да бидат сериозна политичка опција, ако сакаат да ги гледаме како нормални, треба да се извинат прво за овие дејанија во изминатите години. Што направиле бе? Се закануваат дека ќе убиваат луѓе. Кого? Апасиев се Ама кого ќе заканува убива? за сите. Ај се. Мислам, значи е докажано. Каде докажано? На кој суд е докажано? Не мора на суд да се докаже, човеков го напишал ова. Добро, дали си слушнал дека некој приврзаник на левица фатил полицајка, ја треснал од кола и потоа Димитар Апасиев се јавил кај министерот, добро да каже дека не си чул, добро. Не си чул така. Ама нема тоа што јас го зборувам, знаеш како е тоа? Не бе, вака се ме интересира само, добро. Ти збориш друго. Како збориш Јас друго? зборувам за наративот на левица, Да. кој е очигледно насилен наратив. И кој постои на социјалните мрежи и кој на наратив повикува на стрелање, на убивање, на сите тие работи. Мене, искрен да бидам... Сите ќе ве стреламе, вели. Сите ќе не стрелале. Левица, сите ќе не стрелале. Тоа го пишува Апасиев. Не го пишува Али Ахмети, не го пишува Талат Джафери, они стварно не го правеа. Добро. Они дали Ама го сакаш правеа да ми тоа? кажеш дека тоа што некој искажал намера е нормално и не демократски делува, он да каже. не- Некој што сака да стрела, ние да речеме демократско делување. Извини, е тоа. јас анализирам луѓе врз основа на тоа како се однесуваат низ кариерата. Добро, Ако, еве, вербално го напаѓаат ли Апасиев луѓе? го напагаат. Дали некој ради тоа настрадал? Се уште не. Дали физички го напаѓаат Апасиев? Се И тоа се случувало, така? Мислам дека нема. Се случувало. Немам. Дали некој настрадал? Не. Дали за кубење коса на Апасиев, кој што има долга коса, 4 години во затвор некој е лежал? Не знам дали го имаат искубано. Аме, прашуваме, бе. Нема лежано, да. Да, Ама има што ли има паралела врска тука, со ова, да? јас што го зборувам? Па ова, има што го врска, зборувам. се биди. Знаеш како? Не, ама ајде се. Овој начин на аргументирање е исто као значи ти кажеш, еве гледај, овој прави не знам, кривично дело и ти викаш, ама овој прави поголемо кривично дело. Значи, немам намера да судам. Апасиев има реторика која е насилна реторика. Ајде вака те прашам. Ајде, тоа што ти си по тие демократска реторика. Живи луѓе ке јадеме. Каква е таа реторика? Канибалистичка. Чекај сега. Значи сега до сега што зборуваш? Исто екстремна реторика. Екстремна реторика, да. Дали кога дојде на власт јадеше живи луѓе? Јадеш. Дали уште се луѓе во затвор заради неговата? Уште јаде, да. Па тоа е екстремизам. Па добро, јас се борам. Ова не е Јас се екстремизам. борам 5 години против тој екстремизам. Ама ова не е Ама екстремизам. јас се борам 5 години, 5 fucking години, јас се борам против тој екстремизам. И некам сега да ми дојде уште еден екстремизам. Ова не е екстремизам. За по мене е. Чим некој во својот наратив го користи ова, утре може да биде навистина трагично. Добро, инаку, почитувани слушатели, гледачи, зборува еден од основачите на Ленка. Нема врска. И еден од луѓето кои што се има највеќе вложено па ја во пошто знам што изградбата, сум основал. во изградбата на Димитар Апасиев како лик, да. Јас Иначе е една ексклузива, само да знаеш дека во некои бизнис кругови во Скопје добро. сериозно се дискутирало за тоа како да се вложуваат средства и каде треба да се дадат пари за тоа што се вика левица да го снема. А тоа што нив ги возбудило е тоа што тие зборуваат за
приватизацијата, за олигарси и за гревовите од приватизацијата. Добро, како би ја снемало левица? Па мислам дека некои луѓе во Македонија мислат дека се купува со пари, па и човековите Еве души. сега да видиш, затоа што до Па сега... мислам тебе да речеме, ќе го викнат Љупчо Златев и ќе му речат Љупче, еве ти милион евра, дај му нешто ситно и на Боцевски тамо, и од утре само ќе ти жестоко дам се. против левица. Пола пие, пола шар се даде. Да, и еве така, мислам, така ќе настапат Не, али нели по види, сите медиуми, може и некој динар ќе му дадат на Да, овој. но како, значи вака сега, прво, ја до сега ги напаѓав левица за нивниот наратив и ќе продолжам да го правам тоа. Но ај сега да свртиме на друга страница. Левица прво, левица не можеш да ја уништиш со медиуми затоа што левица не е изградена од медиуми. И како не е изградено? Па не е изградено. Ама низ медиуми, меѓу другото е Да, изградено. но левица, главната изградба на левица доаѓа број 1 преку социјални мрежи. И тоа е медиум? А дека да, ама Штерио Наков не верувам дека Цукерберг може да го купи, знаеш, ако Не. Види, Штерио е сега во лордовска фаза, Не, веќе е во некој од години. тие, не Ова е знам. некој од оваа помладава генерација јуношка, како да наречем. Левица е изградена преку социјалните мрежи, не преку Само мејнстрим ти кажам, медиуми. истиот овој круг, Левица истиот овој круг некаде пред локалните избори, истиот овој круг на бизнисмени пред локалните избори, веќе со америчка амбасада влегуваше во проекти за промена на Христијан Мицковски, доведување Не, нови само- лидери на СД. Значи сакам да кажам кои фантазии само се, да, знаеш. да довршиме. Да. Значи, левица не можеш да ја срушиш преку мејнстрим медиумите, затоа што и така веќе сите мејнстрим медиуми не се добро расположени кон левица. Сакам да ти кажам И дека ние као мејнстрим медиум не сме, и ја барем не дека сум во добро определени расположен. кругови на бизнисот има промена на генерации и дека Судски не можеш да ја забраниш левица, можеш, нели, ако докажеш екстремизам. ама нема пушки, нема бомби сега. Да. Ова е Не исто само као тоа, она добро. со славјаните на Дуи. Да. Ово е екстремизам Да. нивни. И Ама не. сега пази, ја не викам да се забранат, не викам да се убијат, не викам да им се А ти забрани сакаш да кажеш се политичко- приберат, само сакаш да кажеш. Да. Па тоа ми е мене реториката, дека ја не може, јас се плашам дека од екстрема. Ајде, ме сега разбираш, се согласам со општеството. тебе. Еве се согласам со тебе. Значи сакаш да кажеш, ако сака да направат стратегија да ги гласа повеќе луѓе, значи треба овие импулси да ги доведат до ред. Апсолутно. Добро. И сакам да кажам дека за да бидат дел Тоа е друг од муавет. македонскиот политички простор кој ќе биде мејнстрим, кој ќе биде луѓето да може да седнат и да ги земеш као релевантен фактор, да речеш овие луѓе се релевантен фактор да кажат во однос на тоа и тоа Да, не, прашање. добро, ова е друг Они муавет. треба да се понашаат прибрано. Ова е друг муавет. Значи, сега пример, ставот на левица кон Бугарија е веројатно дури по темелно изграден став имаат од ВМРО-ДПМН е во однос на Бугарија. Малте не исти се. Со ВМРО-ДПМН е во однос на Бугарија. И како и 90% од народот. Од народот. И каков што треба да биде СДСМ, исто да кажем. Но, тој сериозен, тој добар, тој издржан став. Или во однос на приватизацијата. И тој став им е тачен. Сакаш да кажеш со За да- вакви за да го- екскурзии, да, добро, јасно. за да го свати Добро. некој, за да може тука да седне и релевантно. Седнали и пак ќе седнат, ја Да, немам ништо во право против си, тоа. треба да созреваат, сакаш. Треба да кажеш. изгледаат Јасно. пристојно, Се не може согласам. со екстреми продајање по Фејсбук, на кој ќе го Па запали дури, ово? види, дури и физички сакаш да видиш, нели, пратеници кои што Да облече одело човек. точно. Да. Добро, тоа си е стајлинг нивни, има Ама не. некоја помлада. Искрено сакам да ти кажам и таа работа мене ми значи. Значи сакам Добро, да. ти си постар. Они се обраќаат Ама на што бе гласачко постар сум тело. сега и Димче стана така, така ли е? Ама нема врска што е Димче татко. Они се Абе во обраќаат меѓувреме нивно во гласачко тело. првенствено на гласачко Чекај тело се. од 18 до 30 години. Ама и Тоа е делот, неклучно. делот тоа гласачко тело меѓувреме созреа, стави кравати, почна да работи, Почна да гласа стапи за во ВМРО. стапи во брак, земак стамбени кредити, значи за сериозни луѓе, значи сега треба малце да се рекалибрираат, нели? Ако се согласуваш. Тоа се нивна работа, не им се мешам стварно. Ја им се мешу сега. Не, ја им се мешам затоа што ме боли. Затоа што од тоа што ми е страв, искрено не ми е страв дали Апасиев имал црна кошула, брада Тоа и се како глупости, се понаша. да, Тоа не ми е страв. Најискрен да бидам. Ама не, знаеш зашо? Но страв ми е Види. кога некој е екстремно нешто Види, вакво. знаеш ќе зашо јас каже. вака реагирам? Јас вака реагирам заради онаа кампања која што ја водеше СДСМ, а главен беше Шиглегов, кога тргнаа да ги кажуваат дека се фашисти, црнокошулјаши, не знам што. Па се извинуваше, кој се извинува и Павле, како се викаше другарте Пајо. Не, знаеш што? Како се вика бе? Кој Пајо бе? Овој шарениот со брадата.
Богоевски. Да. Павле, Нели он се извинуваше, после зашто ги нарекувал. Не сум гледал, значи вака. А судри на левица веќе не следиш. Генерално, Добро. муабетот дека они се фашисти не држи. Па глупости се тоа. Тоа се глупости. Но ти сакаш да кажеш се приберат да се улјудат малку за да може да го расшират својот. Пошто види се, ние не сме видели у светот само од фашисти проблеми, сме видели и од комунисти проблеми. Сме видели точно, да, факт. Значи, факт. Факт. Да бидеме искрени, сме видели и од социјалдемократи што меѓу време станале Неолиберали. Неолиберали сме видели и од тој проблем. Сме видели од десничарски диктатури како таа на Пиноче проблем на планета. Да. Сме виделе и во Аргентина уште полошо. Во Аргентина на како се викаше на Евита полковниците. Перон. Не, Перон, на полковниците, меѓутоа види таму се и кај Пиноче и кај аргентинци луѓе се фрлани од хеликоптери во океан. Сме виделе кај Франко. Сме виделе навистина екстремата секојаш. Но видим, мораме и да кажеме исто така овој народ, еве имаме уште живи луѓе, баба ми е се уште еве жива и здрава, да поживее Господ. Првите години на Јосип Брз Тито исто така. Ти си жив. Си бил во тие години? Не, во првите години не сум бил сам. Значи зборувам некаде периодот 45 до 52 година, имало работи кои што не се замашала. И имало работи кои што треба да се осудат. Да, и не е само голиот, колективизацијата имало и други работи. И некои од тие работи тераа до 90-тите, се разбира, имало и многу позитивни работи. Прв пат македонци добиваат национална слобода. Например, водовод, канализација, патишта. Не само тоа, него национална слобода, индустриализација и така имало. Меѓутоа имало и види, секоја репресија мора да се осуди, Липчо. Макар и еден човек да настрадал неправедно, мора тоа да се осуди. Секоја репресија мора да се осуди, единствено репресијата на Дуи, таа треба да се слави. Тоа е очигледно во Македонија. Да, меѓутоа види сега една работа која што ми пречи, знам дека ти не сакаш која вака зборувам, но мора да се каже дека има меѓународна поддршка за тие лудила. И мора и тоа да се осуди, знаеш. Сега не може во Скопје да тврдиме од една страна во уста да ни се западни вредности, демократија и слобода, од друга страна Дуи да го поддржуваме. Не оди таа работа. Па Дуи е... знаеш како е тоа? Како? Дуи е добар извршител, затоа што секоја криминогена организација е добар извршител на крајот од денот. Види, ти ќе идеш на роден ден на Дуите. Боже, не знам дека Фатмир Бесими на пол круг на те викна, а на роден ден на Дуи не те вика. Па тука Али Ахмети кани, знаеш, за Пол Кругман имаш покана, за учека немаш, навистина се. Види, Пол Кругман, Фатмир Бесими, јас сум го запознал како најдобар студент на економскиот факултет. Малку постар од мене. Од таму е пријателството. И сега тоа е друг, како да речеме, друга линија на комуникација. Али Ахмети сум го запознал како лидер на Дуи. Збори тој човек македонски. Подобро од мене и од тебе. Почисто, значи, знаеш како кичевчани зборуваат македонски? Да. Чисто. Кичео. Не. Чисто, прекрасно, звонливо. Значи, Али Ахмети кога зборува македонски, зборува, совршено зборува. Буквално... Бранка Станковска. Да, поубаво од мене и од тебе. Асо Деловски, како беше. Не, вистина е. Поубаво... Реже, дали стигна гостино, проверете. Да. И пази, само да ти кажем, еден македонски без србизми, еден оној дури малце архаичен македонски, како што го очекуваш од западниот дел на Македонија, и токму затоа му забележуваме, знаеш. Фактот дека одбива да зборува македонски во јавноста е проблематичен. Го чува тоа како Џокер во ракавот за во клучниот момент да дојде до помирување. Не, 2-3 пати кажа по една реченица, меѓутоа реченицата што ја чекаме од него да ја каже на македонски е: браќа и сестри македонци и македонки, ви се извинувам за 2001 година. Може во некој роман тоа ќе го каже. Не. Одиме со реклами, влегува нашиот гостин, колегата новинар Сеат Ризвановиќ, еден од веројатно најдобар познавач во Македонија на она што случува во моментот во Украина, затоа што пред гранапче сите сме експерти, но ретко кој седнал катадневно да ги следи тие работи. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит.
Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrom. facebook.com/TS Aerodrom. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Спортлайф. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освои 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Спортлайф. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Лидер FM 107,4. Lider.mk. Време за утрински ринг. Време е за утрински ринг. Ринг е една емисија што ја и Ивица ја имавме кога бевме млади. Он туку што беше завршил со младешкиот занес како вице-премиер и во периодот од вице-премиер до амбасадор имавме радио емисија. Па сега не знам од оваа што ќе Не, види, сега треба како оние од постарата генерација новинари да кажеш: еве бе, ја го направив амбасадор. Ја го направив. И после ми отиде у Бразил, јас сам останав. Па мораше да се глупирам посител за да успеам да преживеам. И после се врати од амбасадор и еве сега пак ја го реетаблираме ринг како рубрика. Гостин е колегата Сејат Ризвановиќ. Ве следам подолго време, ти си единствен во Македонија кој ги прати работиве во Украина. Сите други навиваат. Па може би е така. Се обидувам Љупчо, анализите да ми бидат што е можно потехнички и така сакам и да ги пишувам без емоции, без внесување на некои своји проценки во однос на тоа, во однос на навивање за една или друга страна. Јас може би имам лично мислење, не може би туку имам лично мислење. Тоа е апсолутно јасно, но се обидувам во анализите тоа да не се почувствува. Ај само да кажеме хоби на Сејат, има интересно хоби. Добре. Моја современа воена историја. И сега буквално може да ни исцрта на столов распоред, да речеме, на трупите и од германска страна и од сојузничка страна на ден од ден, например. Може да не ги реконструира тенковските битки на Источниот фронт. Генерално и не само тоа, види, и уште една работа, еве, например, мене тука ми запира некаде интересот. Меѓутоа, нему му иде до ниво на техника која што се употребува и која што се употребувала во битките. Хаубици, маубици, тенкови, менкови, едно друго. И во хоби, види. Ја се сеќавам кога го запознав сега веќе покојниот Мирослав Лазански и ја дете 24-5 години, нешто као новинар тука.
И он ми вика, што си ти новинар? Ај кажи ми ги двете страни, вика, у Прва светска војна. И сега ја му ги кажам, нели. Ама не вика така се, кажи ги по држави, клучни ве, као. И му ги кажаме, добре, вика, ти можеш да бидеш новинар. Да Викам, информирам си зашто? точно. Па вика, не може да биде новинар човек што не ги знае двете страни у Прва светска војна. Ама денес вака да седнеме по колегиве наши, сега да се распрашаме, двете страни у Прва светска војна, па ја мислам дека минимум 40% ќе паднат на Па да, веројатно, да, нема... А општа култура е најважна за нашата професија. А мароканска криза да ги прашаме како пред игра на Прва светска војна, ке знае некој да каже кој бил? Добро. Добро, ти многу далеко отиде. Мислам да ги прашаме Фолкландска војна, 90% нема да знаат. А тоа е 82. Да, ни зашто е била, ни зашто се случила. Тачеви и Аргентина за предалеко отиде, да. Острови. Јас знам одна да се пофала. Види, кај мене тоа природно дое, знаеш. Ја не сум мислам едноставно тоа, ја не знам зошто, едноставно од мал тоа, значи од тинеџерски денови или од порано од гледање на оние филмови партизани и германци, ја бев фасциниран, да речеме, од униформите, од техниката, не знам зошто. А зашто не? Еве, не знаат луѓе, например, дека сакат да одам и на војна академија, па татко ми не ми дозволи. Значи, тоа кај мене се си било така природно некако, интересот е таков. Си размислувал некогаш да направиш еден проект кој војна документаристика некоја, нешто слично во неколку продолженија, затоа што у Македонија ние патиме ради тоа што да бидеш добар новинар, значи да ти има на телевизија и да пишуваш статии и да знаеш да бидеш добар да те знаат политичариве. Добар новинар е човек што може темелно да направи нешто гледливо. У Македонија некој направил воен документарец, не се сеќавам. Епа, види сега, како да ме читаш, а не ме знаеш. Добро. Ама еве сега ти кажам нешто, вие двајца не знаете, а вие што се околу мене, што ми се блиски знаат. Јас имам воен канал на YouTube. Добро. Се нарекува War Talk Defense. И еден од најпопуларните војни канали на светот, можам да кажам. На YouTube? На YouTube, да. Значи, заработувате добро со рекламчиња. Па не. Поише ми е како хоби. Имам околу 400,000 сабскрайбери сега во моментов. Така да. Со монетизација тоа се добри пари. Ова што ти го Дај стави го на Телеграм исто се, Телеграм ни е World Defense. War Talk Defense. War Talk, нели, има War Talk на еден авион A10 War Talk. Warthog. Само Warthog пише, ке ти го даде како сугести. Аха. Ке се предплатам. Така да, ова што ти го кажеш, ја веќе го правам, но го правам за надворешен пазар, не за нас. Монетизација имаш? Имам, да. Па добро, тоа може човек и пристојно да живее, веројатно. Па има нешто излегува, да. Но поише да ме поддржува во хобито, да речеме, да ми дава мотив да продолжам. Да продолжиш, да. Навистина ова е многу ми е драго што некој во Македонија го прави. Да, сега ова го знаат луѓето околу мене што ми се блиски. Еве сега го знае и македонски, барем оние што не слушаат. Бидејќи јас не стојам сега лично за овој канал како лик, не е персонифициран, туку прави како мини документарци, мини истории. И не можеш да знаеш дека е мој никако. Да. Освен ако јас не ти кажам. И бидејќи е на англиски целосно и е 90% за амерички пазар. Така да. Многу да не собираш и артефакти. А уште не си. Имам се на легари да те врзам за такви работи. Ова што се случува во Украина. Го гледавме во Давос, нели? Форумот се најавува за Кисинџер и за Сорос, мислиш? Да, две спротивни ставови, едниот на големиот Хенри Кисинџер кој вели треба да се преговара Украина, треба да се откаже од дел од својата територија, од друга страна богатиот Џорџ Сорос. Богатиот и Џорџ Сорос е маркантна фигура. Инвеститор кој буквално од ништо направил целосна империја, срушил 2-3 пати берзи на планетава и не само тоа, човек кој во изминатите години поддржава најразлични проекти за човекови права, политички проекти и така натаму, но две спротиставени гледишта. Да, види, Украина е како еден огромен геополитички тек, кој ми се чини дека наведнува на една па на друга страна. Кога почна војната,
Па мислам дека и од западот Украина беше отпишана целосно. Тоа можеше да се види во првичните изјави тогаш, кога Америка и Британија му понудија веднаш азил на Зеленски. Веднаш Не само првиот ден. тоа, ја гледав на CNN, амерички генерал викаше Украина може да издржи максимум 20 некој ден, не знам како. Да, тие беа проценките. Тие беа и нивни и експертските проценки им беа тие. Но отпорот на самите украинци ги изненади сите, па и западните проценки, а руските уште повеќе. Мислам, они го осетија тоа на своја кожа, а овие беа навистина изненадени. Но сега види, тие се прагматици. Тие се прагматични и не се водат, знаеме дека тие интереси никош не се водат според емоции, туку според своите интереси, според калкулации, па така тие препораки на Кисинџер, види, тие се во линија на она што он го зборува уште 2014 во онаа фамозна колумна, нели, дека НАТО не треба да се шири во Украина. Треба да знаеме дека Кисинџер е почесен член на Руската академија на науки. Не сакам да кажам дека сега тука произлегува некој човек, Кисинџер поише од идеолошки причини го прави тоа. Кисинџер, барем според она што се не од идеолошки, него, знаеш, он е главен противник на растот политички на Кина и смета дека Русија треба да биде донесена на Запад за Кина да нема свој асет. Гола реал политика. Гола реал политика е кај него во прашање и он ги кажува работите без емоции како мисли и според него најпрагматично е тој еден дел од Украина кој русите го сакаат, Донбас да речеме. Сега е прашање и југот кој претходно не беше во игра, за него е најлесно, едноставно, добро, отстапете го, тоа е на Русија, овој другиот дел ќе го прогласиме за неутрален, така ќе заврши војната и ќе се проложиме понатаму сите среќни, сите задоволни. Во стратешките калкулации. Да. Но од друга страна, едно сериозно движење на луѓе кои го почитуваат суверенитетот на Украина, велат тоа не може да биде така. Веројатно се во право за многу од прашањата, но никој па не предлага дај да ги прашаме тие од Донецко, Лугански, што сакаат луѓето таму што живеат. Сакаат да бидат со Русија, сакаат да бидат што е битно, нели? Не, тоа е најбитно. Знаеш, ти им црташ граници, а никој не ги прашува ништо или да. Не знам, од Запорожје или од било кој. Па види, јас имам прочитано податок дека доколку би се вратиле сите во Донецк и Луганск, они се протерани, да речеме украинци, дека мнозинството повторно ќе биде за Украина таму. Значи да има референдум, но во овие услови тоа е само теоретски, невозможно е во пракса да се раселени во Русија. Има, да, и тешко е да се изведе. Види, ја не знам дали сега. Ама па тоа е исто како да ги прашаш во Република Српска дали сакате со Србија да бидете. Па тоа сакам да кажам сега, не знам колку е легитимен тој став да ги прашаме. Океј да ги прашаме, но сега таа територија е отцепена од Украина, буквално е отцепена, исто како Крим, со сила од страна на Русија. И сега тоа е веќе прашање на тоа докаде ќе одиме ние во светот со отцепување на територија и со самоопределување. Да. Дали секој кој мисли на некоја територија дека треба да има држава, дали треба да го прашаме? Така ќе го имаме и Курдистан, веројатно и Западна Македонија. Не видим, но исто Каталонија. Го спомнавте Кисинџер, значи сега зборуваме нели искрено се правиме муабети. До сега, него одамна не сме имале ние судир каде што големи воени сили се на различни страни. Ова прв пат. А не се големи сили на различни страни? Русија и Западот. Да, но Западот не е таму со како не, чекај се. Значи Западот единствено ја поддржува технички воено Украина. Тоа е она што го гледаме. Ама дали технички воено да речеме некоја голема сила ги поддржуваше бунтовниците во Ирак? Па Ивица, прокси војна е, па може да се каже слично дека и сударот во Сирија. Многу сличен. Да, Сирија, меѓутоа не од овие размери, гледаш, ова е веќе од истите, од помали размери, ова е единствено што е на територија на Европа, па не е проблем. Но слична прокси војна е. Да, и Либија, меѓутоа и тука види премногу вектори, нели се измеша, а овдека Таму има и многу регионални интереси. Да, регионални интереси. И за таа работа, еве со него сме зборувале. Знаеш дека тоа е една тема да ги нацрта некој студирав во Сирија, студирав во Либија и кој со кого е во кој момент. Да, не можеш да се снајдеш. Не можеш да се снајдеш. Таму на пример имаш моменти кога Америка и Русија се на една страна, Франција на друга. Ја имам еден пријател од Сирија кој живее во Скопје и кој
по почетокот на војната си има буквално откажано и од своите верски чувства и од своите национални чувства и од онака се плаши да зборува за не сака да зборува за таа земја. Ајде идеме на актуелниот момент. Русија првенствено сите мислеа дека ќе покаже доминација, но очигледно е дека се обрука. Значи тоа е факт. Правеа десанти на Киев, мислеа дека ќе освојат во една недела дена целу Украина, тоа не успеа да го направат. Потоа следуваше едно стратешко според русите повлекување и сега гледаме дека во моментов пак може да се каже дека на некој начин напредуваат. Дека они имаат иницијатива воена. Ајде ли го нацрташ моментов, што се случува сега? Да им објасниме на слушателите објективно што се случува на терен. Бекграундот ќе го кажам многу кратко, нема да се задржувам. Прво, самиот термин специјална војна операција, тој е многу клучен зошто русите го прават, бидејќи тие не сакаат да кажат дека се во војна со Украина. И тоа е и од политички, но и од правно-политички причини, не сакаат едноставно да бидат инволвирани во војна, бидејќи јасно е доколку е војна, дека е отворена војна агресија на една држава, на една суверена држава врз друга. И тоа е и вака јасно, но така би било и правно јасно. И затоа тие го нарекуваат специјална војна операција, што е Вака е дејт само. Да. Но и Украина нема објавена. Но е класична војна. И Украина нема објавена војна на Русија исто. Па не во смисла на објава, војните одамна не се не објавуваат формално правно, не мора да ги објавиш. Токму од иста причина, затоа што нели војна состојба. Но Украина е во војна, да. Тоа не е спорно. Сега првичните цели Русија не ги исполни, пред се поради употреба на една тотално погрешна стратегија од своја страна. Сега ајде не одам премногу во детали, тие ја поделија војската на мали формации, на тие баталионски тактички групи кои ги нарекуваат, кои имаат 700 до 900 војници, стотина тенкови, оклопни транспортери. И сега они ги направија тие мали тактички групи за разлика од онаа класична војна формација каде што се напредува со бригади цели, каде што пукови внатре кои напредуваат формацијски. Они ги расцепка. И тие мали баталионски тактички групи ги измеша од сите единици. Зема од една бригада пешадија, од друга бригада оклопни возила, од трета артилерија, од четврта дронови, воздушна подршка и така натаму, направија една она што го кажуваат западните генерали одлична идеја и на некој начин се обидела да ја изимитираат западната НАТО тактика, но се покажа дека немаат доволно, јас не би кажал ни капацитети ни знаење, бидејќи имаат и капацитети и знаење, тоа не е спорно, но дека не се подготвени за таков начин на војување. Затоа треба немаат тренинг. Многу силна подготовка, немаат логистика, логистиката целосно им потврли. Логистиката во Русија и ден денеска се потпира цело 90% на железница. Они просто кажат немаат доволно камиони за тоа. Значи многу смешно, но нема едноставно доволно камиони да ја подржат таа операција. Тоа е колку војници има 100-200.000, како беше? 190.000 на почеток. 190.000, па тие денес сите по една конзерва да јадат, имаш по 3 конзерви да јадат, имаш 1.000.000 конзерви у 3 дена. Што некој треба да ги донесе. Некој треба да ги донесе. Тоа во нормални услови не треба да е проблем. Ако ти веќе планираш таква операција, тоа се треба да тече непречено. Но они не се подготвени за тоа. Како беше од Наполеон, војската маршира на стомакот. Да. Командниот ланец целосно им се распадна во таа ситуација, значи они одеа самостојно тие единици, затоа на украинците многу добро го користија тоа, ги начекуваа во заседи, ги уништуваа тие предните единици кои одеа сами и така им нанесоа неверојатно големи загуби. Јас сакам тоа стално го потенцирам, но руските војни загуби во овие 3 месеци се неверојатни и мислам дека ја правев споредби претходно со Авганистан, правев со Виетнам, правев со Ирак. Не постои во однос на времето кое е поминато, мислам дека нема современ конфликт со толку големи војни загуби. Ни СФРЈ не. Не. А што е причината? Па причината е ова што те го кажав. Значи они им се распадна целиот команден систем. Значи одеа самостојно, се обидува да прават тие мали баталионски групи самостојно продори во длабучина на непријателот. Но и украинците имаат прилично. Од каде е доктрината? Од Сирија нешто или од Не, Сирија е сосема друго. Не, од лекциите, од каде ги извлекоа за вака да настапат?
Па јас не знам зошто се избраа ваков начин на војување. Искрено, они вака не настапуваа ни во Грузија, ни во Сирија. Во Сирија не употребуваат премногу пешадија, таму делуваат со авиација 90% од времето. Да, Грузија беше онака дури крвничка. Грузија беше класична кампања. Сега они во Грузија ги увидоа своите слабости и сите мислеа дека задниве 10-15 години работат на подобрување на тие слабости. Но ова не знам зошто избраа баш оваа стратегија. Види, оние парадоксално што нема единствен воен командант на операцијата, например. Нема единствен воен командант. Тоа се раководеше од Москва. Не знам зошто е моје мислење. Затоа што е политички проект. Одамна се политички проект. Да, но ова е политички проект на еден човек кој сака он да има целосната контрола. Нема никош на еден човек. Одамна се критикува таа руска војна или источна, да речеме, војна доктрина, дека они имаат централизиран систем на команда, каде што командата оди секогаш одгоре. И командантите на помалите војни единици имаат многу мал простор за самостојно за флексибилност, така да. И така е таа источна доктрина. Иде одгоре наредба, ти следиш и тоа. Додека западната е сосема спротивна, американската, таа се потпира на индивидуално одлучување на командантите на помалите војни единици и тоа на ниво теренот. и тоа до ниво на вод, не на чета, туку до ниво на вод. Значи тој командир наредник кој има 20 војници под него, има простор за самостојно одлучување. И тие се од мали тренирани да работат така. Добре, значи така беше, што се случува сега? Кои лекции ги научи од почеток? Сега, кога дојде генерал Дворников, кој Путин го повлече од Сирија, он на некој начин ги стегна, он очигледно дека ги свати тие слабости и он ги повлече сите. Ги повлече од северот, од кај Киев и Харков, тие единици кои беа тотално истурени, но тие таму се и рече се уништени беа, 50% им беа до 60% уништени капацитети, ги повлече на исток, ги собра војна формација и сега русите настапуваат конвенционално. Значи, што значи тоа? Концентрирање на поголем број на оружје и на техника на мал простор, создавање на борбена предност на мал простор и така се напредува. И сега одат полека. Артилерија мава линија на фронт, оклопни единици и пешадија напредуваат, а ракетни единици маваат во длабока позадина на непријателот. Но сега имаат проблем, немаат доволно борбени капацитети да напредуваат брзо и силно по правци на делување. Немаш за недела дена да ја освојат Да, Украина. да прават силни продори. Само да им објасниме на слушателите за тоа што ние нешто таму се деша во Украина, појма немаме. Тоа што они во моментов го контролираат, во моментов Русија не е 20% дали од Украина. Па да, види, така нешто. Но тоа е територија колку цела СФРЈ. Колку цела бивша Југославија. Да, цел Балкан од прилика вака, мање више. Ова што сега го контролираат после 3 месеци на војната, им е плюс јужниот дел. Од она што го нема претходно. Овие Херсон или таму. До Херсон, да, од и Запорожје делова. Од Мариупол до Херсон, да. Запорожје се испод морето, Запорожје, да. У Харков очигледно горе на северот ја утнаа работата. Да, тоа е последна контраофанзива на украинците, каде што успеа и од Харков да ги потиснат. Сега веројатно за делов на Запорожје и Одеса ќе бидат следните. Чекај се, иден За Одеса не сум сигурен. Каде вака тече сега фронтов? Сега се сконцентрирани они исклучиво на освојување прво на Луганск. Луганск. Сега они, значи, уште еднаш ја ревидираа стратегијата во една мини форма, значи од кога се повлекоа ваму, нели кажаа дека сега ќе го освојат Донбас, но немаат реално борбени потенцијали ни цел Донбас веднаш да го освојат, не велам дека нема да го освојат. Сега се сконцентрирани намногу на Луганск и сега моментално течат борби за Северодонецк, нели? За градот кој што последните течки. Таму е као еден забец во руска територија. И мислам дека више 60-70% го имаат освоено, ќе го освојат, тоа е само прашање на време. И од кога ќе го освојат Луганск, претпоставувам дека ќе продолжат со Донецк. Донецк, таму се Славјанско и Краматорск, најмите големи градови. Но одат исклучиво споро. Одат предпазливо, одат споро, се уште трпа загуби, да се разбереме, не толку колку во првата фаза на војната, но одат споро. Затоа што сега украинците немаат предност на противвоздушна одбрана, немаат толку силна противвоздушна одбрана во Донбас, бидејќи не смеат да ги донесат С-300 системите кои ги имаат и другите, бидејќи се во домет на руската артилерија, овие ќе им ги уништат, и користат исклучиво овие стингери,
мампац, овие што ги викаат, и тука не се многу ефикасни, и русите имаат огромна предност во артилерија. Тука да се разбереме, русите огромна предност имаат и тоа го користат сега во оваа офанзива. И чека, затоа што предпоставам дека кога веќе интересот ти околу војната, веќе предчувствуваш кога доаѓа моментот на прекршување, кога војната продолжува на преговарачка маса. Блиско сме до тој момент, сејат или не сме? Тоа зависи од два фактори. Едниот е Путин, другиот е Зеленски. Да. И Бајден, трети. Не, јас се ограничам на војниот дел, така, тоа е политичкиот, тоа се разбира, па не е Зеленски, туку од Путин и Бајден, кога ќе се слуша. Да. Ама добро, видете, јас го анализирам украинскиот председател, него не може да го ставиме во рангот на послушници на големите сили. Но тоа е човек кој многу често знае да ги обвини сите овие. Ја не знам што ви кажали. Ја ќе се оградам тука, затоа што Украина во моментов се наоѓа во тешка ситуација, мислам дека не е благодарно да коментираме. Така што не мислам дека можат да се договорат во негово име. Неговата налудничавост е причината затоа што Украина волку добро се држи. Не е ни Бајден, не е ни Америка, не е ни Европа. На Јалта како се договара? Да. И кој насада највеќе ради тој договор, ние македонците. Но Зеленски е човекот кој покажа дека доколку на местото на Зеленски, извинете се малку ќе ви го одземам муабетот, но доколку на местото на Зеленски беше било кој друг политичар, доколку беше, не знам, Порошенко сега нешто бега од Украина или било кој од нив. Веројатно русите првичната тактика ќе им успееше. Не, тоа е окей. Премногу е рано. Налудничавоста негова, како да кажам, егото актерско и неговата причина да се спротистави по секоја цена, неговата храброст да се коцка и да ризикува, доведува до тоа русите како што вели сега два пати да ја ревидираат стратегијата. Ништо друго. Само еден човек во последниве 100 години успеал на терен да промени договор помеѓу големи сили. Кој? Мустафа Кемал Паша Ататурк. Може би Владимир Зеленски ќе биде вториот. Не, види. Бришењето на Турција од карта на светот, он го невозможи и ја стави повторно Турција на карта на светот. Онака како што турците си ја замислуват. Дали Зеленски може да стави Украина на карта на светот како што украинците ја замислуват? Ќе судиме на крајот. Но Ивица, знаеш како со војна победа? Да, тоа е друго. Состојбата на теренот е многу битна. Така ли направи? Ататурк со војна победа? Со војна победа промени тврд договор, версија нели беше? И ги дотера на маса за Лозана, нели? Да. И тој не доби се, пази, и тој бараше многу повеќе. Но очигледно е, по тоа што го следам јас, ја пак ќе кажам, не се разбирам во војна, но очигледно е дека од која русите почнаа бавно да играат, од која почнаа позихерашки да напредуваат, за разлика од претходно, очигледно е поголемата дека е понервозен Зеленски. Па нормално, он секој ден кажува дека состојбата е исклучително тешка. Вчера кажа дека губат од 100 до 500 војници дневно украинците, дека тоа е сериозна бројка. Големи загуби се тоа, да се разбереме, и за Украина. И тој секој ден кажува, нели го потенцира тоа. Состојбата во Донбас е исклучително тешка, да се разбереме, и тоа него не крие тоа. На колку резерви може да размета уште Украина во однос на жива сила? Дали доколку па тоа и мисле истото прашање, ќе се надоврзам на тебе. Дали доколку се падне Донбас, потоа русите ќе скршат со тоа голем дел од украинската армија и продорот наваму ќе им биде многу олеснат. Види, ако успеат да направат успеат да направат некакво обкружување да ги стават, но за сега не успеваат во такво нешто и се откажаа, бидејќи сватија и русите дека немаат потенцијал за такви крупни маневри, како што сакаат да создаваат, котел или клешти. И сега одат со фронтално. Но тоа украинците трпат загуби, трпат и русите, да се разбереме исто така, но тоа не ги става во обкружување. Тие најголем дел од својата армија така ја сочувуваат. Они цело време се повлекуваат. Се повлекуваат во Попасна, се повлекуваат од Луман, или русите ги освоија, како сакате, но така не губат преголем дел од својата оружје и техника, туку создаваат цело време нова одбрамбена линија и на некој начин купуваат време. Веројатно. Ова што ме праша Ивица уште преска, само уште тоа сакам да кажам, од што ќе зависи идниот развој.
ќе зависи од две работи. Има ли Украина потенцијал да собере доволно војници и техника за успешна контраофанзива, или ќе продолжи ова што се нарекува war of attrition, или војна на исцрпување. Бавно грицкање. Бавно грицкање, кај што двете страни се во некаква, да речеме, пат позиција. Русија има сега една мала предност и бавно напредува, но тоа не е премногу. Например, сега Украина се обидува да прави некакви контраофанзива кај Херсон. И доколку продолжи, тоа може да трае цело лето. И ќе чекаат момент двете страни која ќе биде повеќе исцрпена, која повеќе ќе губи за да седнат на преговарачка маса и тогаш ќе се решаваат работите. Сега зашто ја не се разбирам во таа работа, затоа ги претпоставам дека војната и географијата е значајна. Постои ли линија во Украина која што е некоја линија логична одбранлива на фронт на некоја линија која што може, не знам, планини нема таму, колку што знам. Па линии се градовите. Градовите се линии, еве. Да. Тоа беше и моето следно прашање. Пример случајот со Мариупол. Ние свативме дека е ужасно тешко, колку и да ви е силна армијата во 21 век еден модерен урбан град да го освоите. Мариупол е денес уништен. Да. Сега, прашањето е дали колку русите окей го направиле тоа, можеле да го изведат. Но ова што го изведува на Мариупол за да ја освојат Украина, треба сигурно уште 15-20 града да го направат. А тоа е многу ужасно тешко и за нив, и урбаната војна денес е навистина една најисцрпувачка работа. Ти си мал не се сеќаваш на Вуковар, што беше во Југославија. Па Сараево, ако сакате, Сараево никогаш не падна. Да. Не беше толку уништено Сараево како Вуковар. Вуковар е Вуковар беше подобар символ. послековит пример, многу посличен со Мариупол. Види, тоа го покажува, тоа ја покажува примитивноста на руската војна стратегија, но примитивност во смисла на технолошка, во технолошки напредок, не во смисла на барбаризам, секако дека е барбаризам. Секоја војна е барбаризам. Да, но технолошка примитивност немаат премногу, иако они велат дека имаат, немаат премногу капацитет за прецизно гаѓање, како што имаат американците многу одамна. Да речеме, имавме слична ситуација каде што... Иако и тие не се прославија Фалуџа, например, ти текнува тие... Да, но многу помал, не може да се спореди со ова. Значи, имаше тама разоружнување. Подобар пример е освојувањето на Мосул, да речеме, кој е по-свежо од ИСИС, каде што еден 2 милионски град беше освојуван од страна на американците, но беше освоен претежно со прецизно наведувани оружја, со исто така, каде што овие исто беа укопани по фанатици исто до смрт, нели се борат со самоубилачки напади, уште полошо од украинците. Но беше освоен со многу помали разорнувања, со многу помали оштетувања, бидејќи овие користат прецизни оружја, користат многу поголема технолошка надмор. Кажи ми, Русите одат технолошки многу напредно. Алепо беше слично, така како сега што терат во Украина. Да, но Алепо го освојува сириците и иранците. Јасно. А овие само Сите, техничка поддршка. многу често, особено во Македонија. И Рака исто, Рака е исто беше доста разрушена, као она централно седиште на ИСИС кој беше, но и тоа беше освојување од една страна сирици, од друга курди, со класична стратегија, оваа истава. Руши куќа по куќа и... Во Македонија имаме, сега да бидеме реални, популација која е прилично, како да кажам, голем дел од луѓето, дури председател Пендаровски го истакна тоа, кој е проруски ориентирана, зашто е тоа, мислам дека треба со социолози, со политиколози, со луѓе кои ги следат процесите, можеби се работи за некаква обесправеност која нашиот народ ја чувствува од западот, па токму затоа ги поддржува русите, но она што често може да го прочитаме на Facebook, тие теории некакви на заговор, тие некои работи, дури кога не успева Русија ја бранат, едно од нив е дека русите намерно не користат нели најсофистицирано оружје, дека тоа тактички го користат за наредните тоа фази. Тоа ми е најсмешно кога ќе прочитам. Дека у овој момент они го трошат тоа примитивното оружје што останало од Советскиот сојуз, она најсофистицираното го чуваат во магазините за не дај Боже.
Да, за ова за проруската, ја имам впечаток, не ми е мерливо. Еве сега зборуваме за етничките македонци. Не сакам да зборувам во етнички категории никогаш, но па не знам. Па не е баш само етничките Користам Ние тука имавме најмногу со пред 2 недели имавме Бошњак што е проруски ориентиран. Твојата етничка Има, има се разбира, има и албанци, има се. Да. Но мислам дека кај етничките македонци дека ајде да не кажам 99%, но мислам дека некој процент многу близок е до тој, тоа без разлика. Можеби луѓето мислат нешто СДСМ ВМРО, без разлика на тоа. И сакам да кажам нешто што никој не го кажал до сега, а тоа е дека мислам дека таа проруска настроеност може да има проблем со западните сојузници, бидејќи тие го мерат тоа цело време. И знаеме како тие ги бираат своите сојузници на теренот. Но за тоа нека се решаваат тие што треба да мислат. Но по друга страна западните сојузници па сега би требало да се запраша вака искрено, па добро, зашо вие луѓе толку не види, некој знае. Треба и логично прашање види, да си она го што постават можам во да ви го главите. кажам и на 20, она што можам да ви го кажам и на 20 е дека веќе во приватни разговори, Лјупчо, западните сојузници признаваат дека многу нешто им беа сторени на Македонија и на македонците, дека се претерало и дека сојузник не се третира на начин на кој што македонците се третирале 30 години. Се уште ова не можам да цитирам никого. Значи ова е разговор, да речеме го правиме јас и ти, седиме во некоја кафеа, така? Значи тоа не е разговор на кој што можеш да се повикаш. Не е off the record. Да. On the record. Меѓутоа, од друга страна, види, не сме единствени во западната коалиција, така, на НАТО. Гледаш, испитувањата на јавно мислење покажуваат уште полоша ситуација во Бугарија, например. Покажуваат нешто слично на нашето во Грција. Покажуваат дури дека Италија е така малку колеблива околу целата оваа работа и дури мислам дека внатрешната култура, внатрешната историја и така натаму некои си гревови замислени или реални предонесуваат кон ситуацијата. Сега да се разбереме, и тоа го има. Да, но знаеш Ирица дека они ги бираат своите партнери на теренот спрема тоа на кого може да му веруваат. Да, јасно. И сега знаеме зашто зборуваме. Да. Во ред. Меѓутоа, за Ирак и Афганистан ни веруваат. Тука, да, веројатно. Да. Ова сакам да кажам друго за технолошката предност. Па Русија по мои проценки, но и по западни проценки заостанува некои 20-30% за 20-30 години технолошки за 20-30 години. Соединените американски држави. Тоа можам да го објаснам и мерливо. Добро. Низ технологија многу просто. Во општо или по Општо. Русија има предност само една, тоа е во развој на хиперсонични оружја. Тие почна да ги користи, почна да ги развива пред Соединетите американски држави, тоа е факт. Тие веќе ги имаат во оперативна употреба, ги користат, значи и Циркон, и Кинжал, и Авангард, додека Соединетите американски држави во моментов тестираат хиперсонични оружја. И тоа е од некои причини што тие не се нови, тие се развиени уште во 70-тите години на минатиот век. Значи хиперсонично оружје е всушност ракета која може да патува со брзина поголема од Мах 5. Западните, тогаш и Советскиот сојуз и Западот се откажал од развивање на тие оружја бидејќи не можеле да развијат доволна прецизност, наведување нивно, биле прилично неточни, непрецизни и затоа се откажале едноставно од нив, се насочиле кон развивање на прецизни оружја. Русите успеа во последните години, последните 10 години да го решат тој технолошки проблем и затоа се впуштија во нивна употребна употреба. И тоа е единствената предност каде што русите имаат технолошки, каде што се пред Западот. Другото е се 20 до 30 години позади. Например, еве сликовито ракетите Калибр, кои се руски прецизни ракети, панда на американскиот Томахавк, кои русите ги презентираа во Сирија, кога прв пат гаѓаа цели во Сирија од Црното море. И тие беа нели фасцинантни, и тоа го изненади Западот, еве и русите имаат вакви ракети. Но руската Калибр ракета е, да речеме, на технолошко ниво на американскиот Томахавк 1 варијанта, значи тоа е 90-тите години. Американците сега имаат Томахавк 4 е напредено во четврта фаза. Види,
да им објасниме на слушателите. Воениот буџет на Неспоредлив е, на да. Соединетите Американски држави, затоа што се работи за навистина многу побогата земја споредбено со Русија. Да, па не може да далеку споредиш. поголем од оној на Советскиот сојуз на Русија, се извинувам, и веројатно они вложуваат повеќе сигурно во истражувања. Не, во- веројатно туку сигурно. Со сигурно во. Не, Љупчо, не само војниот буџет. Очекувано. Не само војниот буџет. Бруто националниот приход на Да. Русија е на ниво на Италија и на Шпанија. Да, Значи, не можеш да Баш споредиш. Со некои пријатели од Србија тоа го зборев, знаете, нели, ми и Руси 200 милиона таа српска стара. Тезано србите велат Црногорска е таа. Да, црногорска. Се Да. извинувам, на србите велат давика, русите нашни се браќи и се е тоа во ред. Но руските инвестиции во Србија споредбено со западниве инвестиции и оно што се нарекува трговска размена и пари, све се Неспоредливо, занемарливи. точно. Статистичка грешка. Има уште еден многу важен момент кој што малку се зборува, а тоа е дека сите руски системи, значи дали се тенкови, дали се авиони, дали се ракети, користат чипови, како и се друго, нели? Се мора да има внатре чип. Сите тие чипови се западно производство. Сите исклучиво. Бидејќи никој на светов не произведува чипови освен Соединените Американски држави, такви софистицирани чипови. Еве сега, Имаат ембарго на тие. сега ќе се придвижиме полека кон крајот на ова со Русија, па на некои наши теми ќе се обидеме да разговараме сега. Океј, Русија покажува дека не е војниот тигар кој сите мислеа дека е, дека Конвенционално, да. веројатно и војно не е толку мокнено, дека сепак е сериозни, веројатно топ 5 најсилни армии на светот. Покажаа дека економски се за нигде, демократски се за нигде се, но и понатаму продолжува баукот од нив во Европа, веројатно пред се поради ресурсите од кои Европа е зависна од Русија, па до ниво луѓе како Урсула фон дер Лајен, сега у Македонија малку е тоа трагедија да критикува некој западен политичар, но јас отворено ќе кажам, која се обрука пред 2 дена, говорејќи прво дека не смееме да купуваме ресурси, нафта од Русија, затоа што така им ја финансираме војната, па потоа не, ние мора да купуваме затоа што ако не ни ја продаваат нас, ќе ја продаваат на друго место и ќе заработат повеќе пари и така ќе ја финансираат војната во Украина, што се две навистина вака компаративно кога ќе ги земеш двете изјави, вторава излегува навистина смешна. До толку ли е Европа зависна од Русија да мора да купува руски ресурси, на крајот можеби тоа и да ја натера Европа да капитулира во однос на Украина. Па доколку војната продолжи во текот на летото и дојде до есен, да речеме, моја проценка е дека тогаш ќе биде најголем притисок врз Украина да прифати спогодба, било каква спогодба, за да продолжи спораката на рускиот газ, бидејќи Европа сега се обидува да создаде некоја енергетска независност со помош на САД, но за тоа треба време. Проценките се минимум 5-6 до 10 години. Така да доколку успеат русите, еве да речеме, со некакво споро напредување, тогаш Путин игра на таа карта, дека он знае дека кога ќе дојде време дека мора да се стоплат радиаторите на запад, дека тогаш Зеленски ќе биде приморен да нешто да се спогоди. Срамота е бе видио топлиот задник на луѓето на запад зависи судбината на цела една земја. Прекрасна земја, И не на знам. цел дали еден народ прекрасен. И на народ. цел еден Многу народ, да. близок народ со сите нас. За жал, Страшно е. повторно реал политика, тоа е. Не, така, политика така. интереси, тоа Меѓутоа нема види, ништо спорно. точно, кога анализираме, мора да анализираме со ладна глава, но па ако немаме емоции, сеат, Да. не сме луѓе, нели? Не, знаете, ние овде, еве, седиме ово Страшно утро е. во едно студио, ни жеже малце, немаме клима. Да. Нелагодно ние, но Пак ќе те анализираат по емисија. Да. Пак као со еспресото, но сепак ние од една безбедна дистанца го гледаме се ова, а таму има семејства како нашите кои гинат. А кој друг гледа Љупчо од безбедна дистанца друг? И Америка, и Кина. Ма не сите, проблемот е што Значи, сите гледа, и Путин гледа од безбедна дистанца. дури Па добро, Путин не толку, да. Не, ама пази. Па Москва е веројатно колку е од Киев до Москва растојанието? Па колку од Киев веројатно до Загреб. Па за тоа викам и него му е безбедна дистанца. Добро, но сепак вајде има човек од некои емоции, не е толку вајда Да, обдржано не, ај се малце да слетаме, затоа што сеат ние тука.
Сега, до сега те знаеме како врвен новинар, меѓутоа на неколку гостувања. Не, ја мислам дека сега вака ќе те посоветувам како помлад и понеискусен. Ја мислам дека треба да престанеш да се замараш со дневна политика и требало да си го работиш професионално, затоа што на Македонија ова е потребно од една единствена причина што го нема. Во Не, Македонија и никој не убаво се да го бави со ова. заокружиш овак со докторат. Доколку можеш професионално да се начиш исклучиво со ова и да ги оставиш овие тука во жабокрачинава да скока, мислам дека тоа ќе ти биде најдобар кариерен потек. Барем еден совет од моја страна. Добар е советот, признам. Да. Но ај сега додиме на точки каде што исто така имаш интерес. Надворешната политика. Сакаме со тебе да искоментираме два настани. Ајде прво ќе тргнеме од Бугарија. Деновиве прво имавме едно загревање дека еве Макрон само што не ја решил ситуацијата, само што не ја решил состојбата, за потоа да дојдеме до едно разочарување кога Радев каже не оди во Франција, не има намера да оди, па дури и зборот референдум излезе од шишето, што ќе рече дека таму имаат намера тотална блокада да направат кон Македонија. И не интересира еве твоја анализа. Што се случува, има ли издана стратегија и што следи понатаму? Па искрено јас не бев ни голем оптимист кога излезе таа веста за Макрон која објави БГНС, нели? Да. Не бев Лепшо тројца сме, значи ние не бевме оптимисти за Да, не бев. Па не бевме оптимисти за ова, за Дека може да се Да. заврши. Не мислам дека ова е само проформа нешто да се Поголем деша. проблем е у Бугарија таму, значи Петков има страшен проблем ова да го протурки и да сака. Гледаме дека има, мислам дека попрво ќе падне владата на Петков отколку да дојде договор во Париз. не му е сега проблем тоа. Проблем, да, страшен. Петков да може сега никош не би влегувал во оние епизоди со Ковачевски, мислиш. Па добро, сега не знаеме ни зошто дошол на власт. Така да, може би, но тешко Ке е. му е скинат дипломава од Харвард. Пошто се сегавате тука на оние наслови каде дечки од Харвард сега ќе ја оправат работа. Многу оптимистички делуваш. Ние имаме некоја национална трагична потреба да се фаќаме за некакви сламки, да веруваме во некакви митови. Чуда, да. Да. Чуда. Види, Иако- бугарската блокада не е случајна за нас, и не е само локално продуцирана, не е Точно. само продуцирана од бугарските Да, шовинистички историски барања, зад неа стојат и други сили. Една од нив е тоа се тие европски кои не сакаат Точно. проширување, кои цело време. Има и друга асиметрична улога тука Москва, нивните интереси да не се шири Европската унија, кои и користат своите инсталации во Мада они Бугарија. имаат посериозни проблеми сега. Иако мислам Па не дека знам, Љупчо. Јас мислам дека поверојатно е оваа првата, многу поверојатно и потешка е оваа првата линија, односно Да. некои западни интереси кои што немаат намера сега да си Па европски, јас би кажал, кои Европски, не така. сакаат проширување на Европска Така, унија. така. И тоа е Да. најголемата причина. И гледаме сега тоа паралелно оди сега со презентирање на тој план на Макрон за таа некаква надворешна унија, која всушност ревитализирање на стариот план на Митеран, нели за како тие е крстија прстени. втора лига Европа, така. Втора лига Европа, тоа не е ништо ново, давно Да. е тоа француска политика која заговарат, која патем речено е добра, но требало да ја имплементираат пред да ги примат Романија и Бугарија. Според мене е апсолутно правилна Па и политика. Хрватска, види, и Хрватска не Па да е нешто речеме, замашала да. Оддамна требало тоа да го направат, но сега па тоа паралелно оди со Отворен Балкан кај нас, гледаме дека се создава некаков регионален сојуз, Да, регионална лига. регионална лига. Југоисток, да. Во однос на Open Balkan вчера со Ивица имавме еден брифинг со представници на на македонскава влада која го организира се ова и ни рекоа дека таму ќе дошле амбасадорите на Соединетите Американски држави од Скопје, од Белград и од Тирана. А дека Ескобар Каде? во Охрид. Во Охрид, да, сега на Сан, да. И дека еве ексклузивно за слушателите брифингот од нашето МНР, ние дека амбасадорите на Соединетите Американски држави од Скопје, од Тирана и од Белград, значи Кристофер Хил, Кейт Мери Бърнс и не знам во Албанија како се вика, ќе треба да го разбереме текстот кој ќе го пишуваме, ќе дојдат во Охрид, а преку видео врска ќе се обрати и Ескобар. Пабло?
Не, како се викаше Габриел? Не. Да. Жив ли е Павло? Не. Духот, како беше, тоа значи дека буквално Соединетите Американски држави се покажуваат како патрон на Open Balkan. Па тие ја буткаат идејата, Не, тоа е не, јасно. ова е Јасно дека нели- ја буткаат идејата. Нели беше Цело дел од Вашингтонскиот договор меѓу Србија и Косово, сеќаваш? Да, беше дел, да. Европската унија повеше онака страмежливо, они го повторно го повторуваат Берлинскиот процес, кој никогаш не заживеа априлно. Да. Но очигледно е дека Соединетите Американски држави го буткаат опет Балкан и тој е дел од тој проект. Они повторно се движат поради нивни прагматични причини, прагматични интереси и велат дечки не функционирате вака. Не функционирате. Европската унија ви е далеку, очигледно е дека нема да влезете скоро време и тоа во следните 10, 15, 20 години, тоа е очигледно, еве и Србија и Црна Гора докаде се. Ајде во ред, да ви интегрираме во еден географски простор, не во заедничка држава, во еден географски простор каде што ќе немате меѓу вас граници. Значи економски простор, економски простор, економско-политички простор. Да, јасно. Во кој што ќе немате граници и царини, функционирајте меѓу вас, работите, тргувајте и бидете вие партнер со Европска унија. Отприлика тоа е Open Balkan. Не, меѓутоа види, од друга страна па за да може да се воспостави таа работа, ќе мора да се примени законодавството на ЕУ. Што исто така е позитивна работа, знаеш. Па тие се стандардите, за тие прекогранични соработки и така натаму. Најубавата работа на Open Balkan. Еве сега ќе ви објаснам како сите ќе профитираме. Да речеме. Еве ќе почнеме од Србија. Србија во овој момент има многу ниска невработеност, има огромна концентрација на инвестиции, е потребна работна сила. Особено она што се нарекува квалификувана. Плюс за автопатиштава што се градат на сила. Тоа ќе значи дека, сега за жал, ние како Македонија, пример, некој кој е програмер, ќе може да отиде да работи. Ве молам, намалете малку затоа што имаме оција. Намалете кај вас на звучници на превиуто. Затоа што ќе имаме ситуација во која програмери од Македонија ќе одат и ќе работат само со лична карта во Србија, ни работна дозвола, ни бутура. Нема да им биде потребна. Од друга страна ќе имаме така Србија ќе економски уште повеќе ќе се развива. Ние ќе се развиваме пред се со извозот, она што го имаме како земјоделски продукти и така натаму, многу полесно ќе можат да бидат дел од пазарите во регионот. Сите ќе бидеме поврзани, ќе немаме царина. Буквално мислам дека сега вака геостратешки ќе го кажам големите зборови од мојот мал мозок. Мислам дека американците сватија дека пак има потребна Југославија и најдоа друга форма. Па да, така и го нарекуваат мини Југославија, нова мини Југославија, со Албанија. Мислам, им треба тука на Балканот еден простор каде што реално влегува камиони, вози сите овие километри без потреба од царини, без потреби од ништо. Затоа што се замислете вие, не знам, сте некоја компанија која од било каде преку Солунско пристаниште носи до Будимпешта продукти или до Австрија. Вие поминувате колку граници, а вака ќе поминувате само 2. И тука клучниот, уште еден клучен момент, решавање на црковното прашање со СПЦ. Тоа воопшто не е случајно во овие моменти и тоа се случува апсолутно, тоа е дел од тој план. Во таа нормализација на сите односи, затварање на сите прашања, каде што после тоа не треба да се зборува. Трагедија некоја на историјава. Ние 30 години со Западот тука правиме се што ќе ни кажат, се стремиме кон ЕУ и НАТО и на крај ни викаат идете со Србија. Види, знаете, ова стварно некоја иронија на нашата историја, ние и да сакаме и се трудиме да се тргнеме од тоа српско влијание и пак еве после 30 години ај со Србија. Вие малку сте помлади, не помните, меѓутоа генерално во крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години, во Македонија, барем ставот беше дека доколку нема прегласување, доколку нема мајоризација за Македонија, рамката наречена Југославија е добра основа за национален, економски и културен развој. Значи во моментот кога Словенија дефинитивно се одвои од Југославија, кога беше јасно дека србите стануваат предоминантна група во таа Југославија, тогаш Македонија пристапи кон независност. Затоа што нели нормално има некој кој што е премоќен во целата таа работа. Додека нештата беа балансирани,
македонците не гледаа причина за независност. Значи ова не го кажам на памет, така беше. Да, ти се сеќаваш. Да, така беше и во Босна. Така беше, например, и во Црна Гора. Затоа така беше формулирано и референдумското прашање. Точно, да. Поради За да тие може причини. во некоја форма, нели, таа земја да обстане, макар како царинска Па унија. можеме да. сега, Ивица, да се повикаме и на референдумското прашање. Имаме и имаме легитимитет основа законски, да. за Отворен Балкан. Па може Вучич им даде големи плати на наставници, не? Ама не можеш така. Не, но сакам да кажам дека значи и во таа интеграција наречена Југославија во една рамка смислена како равноправна заедница на 6 републики и 2 покрајни, Македонија си го наоѓаше својот простор. Значи Македонија не беше актер при распадот. Па не беше. Македонија беше актер кој што сакаше да се сочува таа форма во некоја рамка, нели? Така што ова во смисол знаеш нека да направиме паралела на времето, Да, да. но јас сега се трудам малку Да. еден вековен стремеж на македонските политичари да им го разобличам, да им кажам, еве што направивте. Ама Љупчо, знаеш што? Клучната работа, ова што го кажа пред малку, 30 години ни кажува Западот што да правиме, сега не бутка со Србија. Но има една работа што ние 30 години упорно ја правиме, а они не ни кажуваат, крадеме. Значи 30 години ние се правиме итри паметни. Да. Дека знаеш она итрина, Абе го заради селска итрина, мора да. ти кажам сега. Да. Се трудам тука во емисијава да наметнам еден друг дискурс. И еве јас зборам за корупција или зборам еве да речеме, викам имаат еден специфичен однос кон јавните финансии, овој веднаш крадат. И еве гледам сега и сега така на бандо директно. Што да кажеме, да. Не можеш. Ти сакаш да кажеш, ти сакаш да ги дотераш, Што сега? да ги дотераш да излезат во Виена на опера, а они ти крадат. Сега да знаеш, ние луѓе ги правиме, ама реално многу луѓе направивме ние на државен буџет. И ја вака кога ќе видам колку си испокрадува, Да. значи И види. и станаа луѓе реално. Љупчо, затоа ние не успеваме како држава. Околу луѓето направени затоа. на Ние сме имали добар буџет и добра држава и многу пари, колку се богатија затоа што на веќе наша, сме при крај. сметка. Околу луѓето кои што ги градевме на нашиот буџет, сега како го коментираш тоа што првотимците дипломатски на поранешниот претседател Бранко Црвенковски не му дојде на неговото предавање, туку беше еден круг кој што не бил да речеме во дел од неговата орбита и еден круг од професионалните Пример Ивица дипломати беше таму, а кој Виктор што- Габер не беше. Да. Така, од дипломат. се гледа нели кој врска нема со дипломатија, нели? Али добро. Не, ја баш ги кажам вклучните двајца. Има и други таму, види. Добро да се викао екземплари. Да. Овако. Види, појавањето на Бранко е интересно, повторно се појава за Бугарија, втор пат. Значи, Очигледно емотивно е врзан. значи се што се случи во државава, од пресмански договор, менување на Тиранска име, платформа. ајде тиранска платформа, ако Шарена сакаш, револуција. шарена револуција, Катица Јанева. влегување во НАТО, Да. значи влегување во НАТО, крунски момент за државата после 30 години, он не се да. изјасни, не каже Садење ништо. марихуана, да. Ајде сега да Сега, ако се јавува за корупцијски скандали, нема да тргнеме од телевизија. зборувам за клучни моменти. Он два пати се изјасни за Бугарија, очигледно за тоа е најпогоден, не знам зашто, Најповикан, но мислам дека како поранешен председател и премиер требало да требаше многу повеќе да биде инволвиран во тие процеси, барем за тие клучни работи. Зашто? Па веројатно за тоа и ги нема. Заради ова што го кажувам, бидејќи неговото појување, тајмизите му се во најмала рака чудни, ајде да речеме. Он кажа тогаш дека нема да му се меша на Заев, нема да му влијае, нема да му пречи, но мислам дека тоа не влегува во тој домен да се појавуваше, дека немаше ни да му пречи. Туку едноставно неговата појава беше потребна. Мене ми е интересно исто така што сега оние представници или оние што беа, да речеме, не само представници на ВМРО, не само значи членови на таа партија, туку и оние што ги поддржуваа, што сега најмногу го величат Бранко. Па луѓе, те има кампања смислена, платена, во која беше Бранко крив за се. Па Бранко е крив, се сеќавам. го стававме на билборди кај што он беше волкацо, кај Никола Груевски волка. сега да видиш војвода во Македонија, таква тоа е
Нема врска. Види, Таква платена... види, ама мене од да друга речеме, страна- мене ме презираат во СДСМ. Да. Мене Не, ме презираат добро во СДСМ. И јас сега да излезам во овие круцијални моменти на паднат рейтинг на СДСМ, 3 пати да го искритикувам Мицковски со дрве и камења, веднаш, ваков, да. тако, све, ја ќе станам херој на СДСМ. Да. А многумина, впрочем, така стана и херој на, Не, ама не заборај, СДСМ. сега не Они заборај. чим успеа да направат од Никола Димитров, што го чекаше Јохан Тарчуловски, иначе осуден за воени злосторство е човекот, сега крив, не крив, фактот останува дека е осуден господинот Тарчуловски за воени злосторства. Него го пречекуеше, го тинтареше Никола Димитров, после нас ми го продадоа тука како цивилен западен политичар, па сега пак дрва и камења фрлаат по него. Во види. Македонија многу лесно, многу е мал патот добро. од пуковник до покој. Ама не заборај, не заборај каде се наоѓа, не заборај каде и во која коалиција моментов е Љупчо Георгиевски. Да. Тоа е исто така, вака како да, една. исто, да. Уште еден од тие парадокси, да. Тоа е внатре. Да, така е. Но, меѓутоа, добро, содржински Види, говорот на па председател не е спорно ништо, тоа е се содржински окей. Значи се он тоа што го кажа, иако во Вклучително однос и на критиката за дипломатската мрежа, претпоставам. да, во однос на договорот со Бугарија, тој го повторува тоа дека е погрешно што е склучен, што е направен така, особено дело за заедничка историја. Иако требаше да го каже тоа тогаш, пак ќе кажам. И тогаш не се изјасни, се изјасни постфестум, после година од која беше склучен договорот, требаше одмah веднаш тоа да го каже. Сега вели очигледно е дека тоа била грешка. Вчера се ширеше една теза во куларите дека наводно ова е направено во дослуг со Пендаровски, затоа што на времето исто така прв пат кога се појави Бранко. Да, кога Заедно се замрзна појави. членството во СДСМ и тогаш Пендаровски истапи малку не истапи, меѓутоа срамежливо искажа некое негодување во однос на интервјуто на Заев на БГНС. Не, тогаш се појавија во Ману и се појавија заедно, мислам. Со и Иванов беше тогаш точно, да. Не, предходно на БГНС кој беше интервјуто За кога го БГНС се замрзна. огласи Бранко, да. Да. Значи тогаш додуше посрамежливо многу беше од кај Пендаровски, меѓутоа наводно се зборуваше дека станува збор за некои двојни проигрувања тука, исто и Ману. Мислиш дека и овој пат има некој дослух помеѓу двата кабинети на поранешниот и на актуелниот председател или Па дај Боже така ако има заговор за вова со Бугарија да се доведе во ред. Има слични ставови, искрено не знам, немам ниту информации, ниту би можел да кажам дали има дослух или не. Има слични ставови. чисто проверам, ја не Пред се верувам. за Бугарија. Да. Не. Да. Ама ја мислам дека но не знам, 99% и од СДСМ го има тој став. Јас мислам дека Во однос на Бугарија. Јас мислам дека ова Освен оние што Јас мора да чекам. кажуваат зборови за да не биде тоа. Не, јас Па за мислам тоа дека кажам, ништо не е ни спорно тоа што го кажа. Мене ми е спорен тајмингот, но содржината не е. Мислам политичката суштина по мене е ова што ти го кажуваш. Дека после толку долго време раководење со таа партија, дека тој го чувствува пулсирањето на членството и ова е позиција дури види сега, и реално ова е ова е позиционирање во оној момент каде што СДСМ ќе се придвижи. Да. Со или без Ковачевски. Со сите или мани без Заев. и раководството. Да. Добро, сега Заев може секакви ставови да има, не го коментираме како бивш ръководител, но ова сега што е сите министри да ги земиш извршни комитет там. И тие луѓе сигурно ги имаат овие ставови, но мора нешто за да глумат преговори, мора да бидат демек ние сме поблаги. Но и тука е грешката нивна. Ти треба бугарскав пример, ти си порадикален од што реално си за да добиеш барем нешто тоа што го бараш. За Пендаровски само една работа сакам да кажам, мислам дека му е време што поскоро да отиде во Украина. Од кога во Украина отиде председателот на собранието Тала Џафери, министр за надворешни Бојар Османи како представник на владата. Сега албанци одат, не знам. Видите, Бојар Османи е представник на владата. Тој е владен министр. Но зашо Пендаровски не е? Тамо ја отвори македонската амбасада, се сликаше со македонското знаме, го држеше во рацете, пораката е сосема јасна и коректна што испрати Османи. Тала Џафери отиде како представник на собранието, остана уште председателот. Мислам дека е време, можеби планира, ја да не грешам душа, можеби му е веќе испланирано, можеби му е во план, но јас би сакал да го видам тамо председателот, тамо му е местото. Супер е она што бутка раце со билдери, со деца на што ги посетува, се е тоа супер. Не е ништо И со спорно. Манчестер што беше тоа? И со Манчестер газдата што се сретна и што зборел за тамо за Роналдо и се. Но мислам дека како председател треба да отиде во Украина. Ги читам И еве, дури институционално само он остава. Законодавниот дом, владата остана уште председател.
еве сега вака да биде А и ранг му е председател Зеленски. да искрен да бидеме еве и кон Украина. И мислам само што е ова, дека се води според јавното мислење, никогаш лидерите треба да застанат над јавното мислење. Не, јас сум затоа што Тие го политиката ја гледам исклучиво практично. Па шо фајде ќе видат американците ако Стево отишол или Бујер што отишол или што беше Талат Џафери. Не зборуваме за американците, зборуваме за нашето. Не, украинците шо фајде ќе видат? Украинците имаат тоа Шо морална фајде од поддршка. Морална поддршка е, но не за нив. Ниту за нив, ниту за американците, за нас лично. А зошто шо? Затоа што ќе кажеш дека во даден Почитуваш момент суверенитет, да. не само за тоа, туку кога требало се бил на вистинско место. Тоа е одлика на лидерите. Не знам. Ако мисли Бугарите цела историја потрчуваат први да се појават негде и после на крај. Но јас ќе кажам, Шолц уште го нема. Како? Шолц уште не е отишол во Украина. Но, да, но Шолц има проблем со нивниот председател што не сака да го примат. Има дипломатски спор, нели? Да. За Затоа, кој? па нели не сакаше Зеленски да го прими германскиот председател. Одби да дојде. Да. Штајнмајер, да. Штајнмајер има Не, види, на проблем. крајот цела Европа ќе рече Украина ни е драга, ама плинот ни е И подраг. види, без разлика како ќе заврши ова прашање. Ако мисли се разбира дека му е таму местото. Ако мисли, можеби не мисли. Аз не Пример знам. Зоран Милановиќ има исто Јас- став што не можеш да го осудиш, он вика окей, тоа све суверена земја, све, но не мешајте нас, ние сме си друга прича. Ради тоа добива и на рейтинг, негде губи, негде добива, Па но тоа е проблемот. човекот Што се водат според рейтинзи. Никогаш не треба да се возиш според рейтинзи. никогаш треба да се Направи возиш тоа што според- мислиш дека е правилно ако мислиш. кога една Србија гласаше против Русија А во сега, во да. Обединетите нации, што останало за нас. Добро. Значи, мислам дека само пред да завршиме да ви прочитам еден твит од Божидар Божиновски, вели: судот ја прогласи Амбер за виновна во случајот против Џони Деп и досуди 3 години и 4 месеци затвор за Милијана Киевска. Бранко беше крив во време на ВМРО-ДПМН, но Бранко не го осудија. Човекот е слободен си живее. Сега Миле е крив и Миле е осуден. А колку само има што се шетаат слободни, тоа е трагично. Сега ти благодарам на вистина. Преубав муабет. Се надевам дека во Македонија се повеќе новинарите ќе стануваат стручни за одредени прашања. И не заборај да го охрабриме да докторира на оваа тема, може да го видиме и во академската заедница. А ние ќе си останеме во онаа група на експерти за се. Ние си имаме академија, овакво почесни членови на ГРАНА, Академијата на Македонија. Не, се шегувам. Професионализацијата е многу важна во новинарството. За жал ние веќе имаме во последните години одредена група на новинари кои се истакнуваат, викаат ние сме исклучиво истражувачки новинари, не знам, Ирала постигнуваат одлични резултати во тоа. Имаме една група новинари кои викаат ние сме економски новинари, мада најголем дел тие врска немаат од економија, тоа што сум го видел. Воени новинари немаме. Па нема баш така. Да, а потребно е да имаш религиски Не, верски имаме новинари. само, види, Бојан Јовановски, ама тој за Wall Street Journal. Кој? Бојан за Wall Street Да, Journal. ама добро, тоа е Добро, исто наше, клас. македонец е. Еве да го кажем и Александар Старбиновски е супер дечкото. Да, од Нова Македонија. Има Беше. 20 Да, сега пишува. 20 експерти имаме за верски прашања, мада сега после автокефалијата нема да имат што да работат Марија Николовски и Бранче. Реално. Знаеш што беше проблем ние што водехме на дворишна политика кога се реши името, ова кога се почне подпиша председателскиот. Сега што ќе прави? шо ќе Да. правиме сега? Името, сега Се што? ќе работиме, али војни секад ќе има така што тоа ти е безбедна да. комбинација, али во Македонија и сите од сите групи доминираат партиските новинари како најзастапена група во нашата земја, како една синдикална организација која е најмоќна во нашата фела. Искрено, веруваш дека ми е банално да ги анализирам и да размишлям за тоа што кажал Мицкоски, што кажал Ковачевски, у собрание кој што направил. Мене ви Искрено ми е банално. Не, малку знаеш и се... Кога овие- размислуваме поглобално, пошироко. Дури овие дневниве пресконференции, колку време, например, еве ти си еден од уредниците во 24, Да. се
Слушало последно време овие пресконференции редовни да ги пренесувате во вестите или Пренесуваме само ако има став кој не тангира за нешто што правиме како а инаку за темата што е на пресконференцијата? Ретко. Не. Есвен ако не е нешто Само многу битно. само доколку не е некоја афера нова која се објавува, тогаш пушта. Ја на пример кога ги гледам, Инаку од тековните оние партиски не. ја кога ги гледам пресконференциите на ВМРО, а на СДС по-особено во задње време, а претходно беше и со ВМРО, мада ВМРО ги поднаучивме малку сега кои се луѓево, се поише ги поставам прашувањето кој е Велвојот, кај излезе сега да збори. Не знам, мене тоа ми е најчесто прашање, кога ќе излезе некој на партиска говорница, са ти знаеш, следиш политика, се е во ред, ама кој е човеков, од кај излезе, он бил експерт за ова, бил во таа комисија, бил директор онде, ама очигледно кај нас така и ги бира, не знам кај ги наоѓаат луѓе во. Добро, тоа Кој е така беше политиката, да. Добро, сега да има емисија. Да, ви благодарам многу. Јас само уште ова сакам да кажам кратко, радиото е вистинска магија. Значи за разлика од телевизија, право освежување. Значи супер е, стварно е супер. Ама Тоа да, сакам ама кажам, многу ти благодарам. Не слушаат радио во Македонија. А не е така, видео е период на денот кога ние Ивица во зрачно. задње време постојано ме притиска да ја сменам музиката на радиото, да го тргнам Не е Роков, така, ма не да е сме така. удреле на Не- турбо. не манипулирај. Е, да видиш тоа е Не слушано. манипулирај. Не манипулирај. Не, знаеш што одбива да прифати дека турбо фолк звездите како Цеца, Јелена Крлеуш и така натаму не можеш да не ги третираш поинако освен дека и тие се професионалци во својата професија. Па да. Може да ти се допаѓа музиката, може да не ти се допаѓа, може да ти се допаѓаат како личности како не, ама си тераат жените, работат, Нормално, така ли? да, да. Е, тоа е прашањето. Не манипулирај, мали. Она песната за Аркан, како се викаше, што ја направи Цеца, ќе ја порачав, но среќа ја немам компјутер. Денес е 6 месец. Кад би био ранен? Кад би био ранен? Еве, ја ќе ти кажам. Значи, вие сте израснати во тешки околности. Следиме, Кад би следиме. био ранен, ја би наречал Турбо Фолк песна, среќа што немаме. Може и на Филипче да ме наречеш, или Денес хирургија. е 1 јуни 2022 година. Јас сум Лјупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Техничката реализација е на Димитар Лазаровски и Димитар Митровски и Димитар Ѓураковски. Ги замолуваме од Советот за радиодифузија да престанат да бараат да ги кажуваме овие одјави. Останете со нас.